Представници на медиумите, ви благодарам што сте денеска овде во Сојузот на синдикатите на Македонија, кога имаме така високи гости дојдено во државата. Тој е генералниот секретар на Европската конфедерација на синдикатите и високиот советник од Светската организација на синдикатите. Имавме чест и прилика, јас и министерката за труд и социјала, да присуствуваме на конференцијата, да одржиме билатерален состанок со овие високи представници на синдикалните светски и европски движења. Времето во кое што работиме, навистина за мене представува чест и гордост заради политиките кои што владата ги води. Време на отворен, транспарентен социјален диалог, но и време кога можеме да се пофалиме како влада со лева ориентација за новите придобивки од успешното носење на процесот на минималната плата, на законот за минималната плата, донесувањето на законот за субституција на порастот на севкупните плати, но и време кога донесовме одлуки, обезбедивме финансиски средства сите ние граѓаните на оваа наша земја за повисоки плати за лекарите, медицинските сестри, капитациите, вработените во детските градинки, центрите за социјални работа, културните работници, образованието, војската и да не зборувам за сите други гранки. Најважен дел ни е што сме фокусирани на севкупните 790.000 граѓани кои што работат во нашата земја, со сите мерки за покачување на платите, но секако и за поддршка на компаниите со сите мерки кои што ги развиваме. Социјалниот диалог дава резултат и верувам дека, како што каже генералниот секретар, се што е успеено е за поддршка, но не треба да застанеме тука. Министерката за труд и социјална политика преку социјалниот диалог еве 2 години како се разговара за законот за работни односи, него го нарекува дури мал устав, заради важноста за работниците пред се, но секако и за економските состојби во државата, преку едно вакво решение кое што навистина на еден внимателен, посветен и трпелив начин е дојдено до фаза да привршува во неговата дебата. Оваа денешна конференција и како ќе биде многу значајна за да се утврдат многу работи кои што досега беа пропусти, беа проблеми, беа фрустрирачки во одредени моменти пред се за работниците заради нивната можност да бидат во иднина решени, а досега не беа решени. Со самите вакви прашања очекувам да се изнајдат решение, како што рече и претседателот на Сојузот на синдикатите на Македонија, за сезонската работа, за работата од дома и домашната работа, работата на определено време, работата од далечина, еднаквиот третман на мажите и жените и потребата од напуштањето на позитивната дискриминација за жените, но важно е исто така да се најде начин за комплетна регулација за ноќниот работник и ноќната работа, одредбите за дискриминација, водовите на договорите за вработување, еднаквата плата за работа со еднаква вредност, мајчинството, склучувањето на договорите со младите лица и можност за поедноставен начин тие да бидат ангажирани и многу други теми кои што ги офативме. При тоа сакам да напоменам дека навистина и директивите на Европската Унија и на МОД се вградени во ваквите решенија, која што представува многу значајна работа за новото законско решение и дефинитивно јас верувам дека инклузивноста на самиот процес на ова законско решение ќе даде дополнителна можност во пракса примената на новиот закон за работни односи да доживее негова полна имплементација, каде што буквално ќе бидат сите задоволни.